Среда 24 септември, кратки вести во 12 часот. Ждрепката за утврдување на редоследот на кандидати учесници на локалните избори 2025 година ќе се одржи денеска во 13 часот во седиштето на Државната изборна комисија. Според статистиката на комисијата, потврдени се вкупно 303 листи за градоначалник и 558 листи за членови на советите. За Охрид се потврдени сите поднесени листи, односно 4 за градоначалник и 11 за членови на градскиот совет. Во Струга се потврдени 9 листи за градоначалник и 10 за членови на совет, додека во Дебрца 5 се за градоначалник и 7 за советници. Од утре до сабота во Охрид ќе се одржи 24-та годишна конференција на Македонската берза. Градов уште еднаш ќе биде домаќин на врвни експерти од земјава и регионот. Експертите меѓу другото ќе дискутираат за македонските и регионалните економски перспективи, можностите и предизвиците за раст на домашни компании, за развојот на пазарот на капитал преку мултифондови и за важноста на малите бизниси, влијанието на ажурираните стандарди за финансиско известување и ревизија, како и за трендовите во дигиталната трансформација на компаниите. Жителите на улицата Даме Груев во центарот на Охрид апелираат до одговорните да се среди проблемот со шахтата која истекува веќе неколку дена. Во дописот до редакцијата потенцираат дека проблемот трае веќе 3 дена и дека веќе пријавиле до соодветните органи за негово решавање. Апелираат во најкусможен рок да се среди истиот за да не настанат несакани последици за жителите на овој дел на градот. Времето денес сончево и топло, дува слаб до умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 28 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.